Зборуваме за форма на организираност. Самиот систем ETIAS нема да бара да вие 30 дена пред вашето патување да тогаш аплицирате за дозвола. Сепак таа дозвола ќе важи 3 години. Вие ако планирате во септември, може да аплицирате во март. Така да мислам дека нема да има таков проблем. Спорувам веднаш по примената, тогаш ќе нема време да се аплицира, Да, ама имајте во предвид дека ако вие сте патувале претходно, а сите патуваат претходно, тој милион кој го спомна колегата дека излегуваат барем до Грција, ќе знаат дали имаат слободен влез или немаат слободен влез. Така да нема да има никакви проблеми. И она што не би сакал да звучи саркастично, ние имаме ветување од политичарите дека многу скоро ќе отпочнеме и формални преговори со Европска унија, па можеби ќе ни дадат повластен влез во Европска унија, како што имаат дел од неевропските држави, односно државите кои не се член на Шенген зоната патуваат слободно во Европска унија, како што е еден Кипар кој се уште не е член на Европска унија, како што е една Норвешка, како што е Швајцарија. Така да мислам дека има форми. Ако нешто треба да разговараме на оваа маса и да испорачаме како порака до јавноста и индиректно до политичките гарнитури или естаблишментот да се борат за македонците да имаме повластен влез во Европска унија. Затоа што тоа го заслужуваме. Од сите страни сме обкружени со Европска унија и срамота е да ние бидеме ставени како државите од третиот свет, кои доаѓаат исклучиво преку или најголем дел преку воздушен влез во државите на Европска унија. Ние можеме по патен или сувоземен сообраќај да дојдеме до голем дел од европските држави. Така да нека биде ова порака која јас би сакал да има некаков ефект во јавност, затоа што ние зависиме од нашата дневна политика. Ако политичарите не се изборат за нас, ние, дали е тоа туристичка комора, дали е асоциација на превозници или ние кои работиме во еден друг сегмент, нема да успееме многу да се избориме ако рейтингот на оваа држава остане на нивото на кое е сега. Така, господине Кир.